Време за првото гостување во денешното издание на Македонија наутро. Еве темата на која што ќе говориме со гостинката во студиото. Во целиот свет илјадници бездомници и невработени луѓе ја превземаат контролата врз своите животи преку продажбата на улични весници, со што практично си обезбедуваат легитимен приход. Оваа недела е недела на продавачите на уличен печат, а списанието Лице в лице во Македонија им обезбедува на низа невработени луѓе и луѓе кои што се дел од ранливата категорија на граѓани да имаат месечен приход и со тоа да си обезбедат барем пристоен живот. Велам добро утро за Климентина Илиевски, на кој извишен директор и одговорен уредник на Лице в лице. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Споменав уште во најавата. Ова е недела на продавачите на уличен печат. Се одбележува практично во целиот свет, а веќе четврта година поред и Македонија е дел од овој караван. Така, мрежата на уличен печат и на СП со седиште во Глазгов постои веќе 22 години и толку време се одбележува неделата на продавачи на уличен печат на секаде низ светот, на сите 6 континенти. Во моментов се вклучени 35 земји во над 600 градови кои што ја одбележуваат оваа недела. Лице в лице постои од септември 2013 година и ова ни е четврти пат како ја одбележуваме неделата на продавачи на уличен печат и во рамките на оваа иницијатива се вклучени и градовите во кои што излегува нашето списание. Тоа се 6 градови во Македонија, меѓу кои е и Скопје. Со какви активности ќе се одбележи оваа недела? Насекаде во светот се одбележува ова недела со најразлични иницијативи и активности. Она што ние практикуваме како улично списание е да имаме континуирано активности со продавачите на лице в лице. Она што сега се прави во повеќе градови низ Европа и во светот е политичари, јавни личности, излегуваат поддржувачи од самата публика на продавачите на уличен печат, излегуваат на улица со продавачите и го продаваат списанието. Ние ова го практикуваме со промоцијата на секој нов број на списанието. Како што знаете, излегува 6 пати во годината, значи на 2 месеца и секогаш се трудиме секоја промоција да биде поддржана со одредена активност, која што во исто време значи поддршка на продавачите на лице в лице. Овој пат се одлучивме за една иницијатива, тоа се разгледниците што ги држите во вашите раце. Сакавме да му дадеме на овој настан една меѓународна димензија и ги повикуваме во суштина поддржувачите на продавачите на лице в лице да ги купат разгледниците кои што представуваат една поинаква Македонија, една убава Македонија и со од една страна да ги поддржат продавачите, а од друга страна да се сетат на некој кој што им е драг и да испратат разгледница. Ги нарековте разгледниците убавата страна на Македонија и навистина изгледаат одлично. Да. Тоа се фотографии направени од нашите познати фотографи Томислав Георгиев, Роберт Атанасовски, Ѓорѓи Равански, кои што ги отстапија своите фотографии и ние еве ги отпечативме на разгледници. Меѓу другото, во рамките на одбележувањето на неделата на продавачи на уличен печат, зборувате за успешните приказни на продавачите на лице в лице. Колку се чести овие успешни приказни, животни успешни приказни? Можем да кажам, колку што ќе се вложи, толку ќе се добие. Значи, колку што ќе им се помогне на самите продавачи да ја сватат состојбата во која што се нашле, да заедно со нашиот тим да изнајдат начин како да ја надминат таа состојба, така и напредуваат самите продавачи. Меѓутоа, многу е важна и поддршката од општеството, поддршката од институциите. Граѓаните се многу важен сегмент во тоа, во растењето на самите загрозени лица. Тоа значи дека колку што на самиот почеток имавме сериозен проблем со тоа што не го знаеа списанието, не знаат што е уличен печат, не знаат која е мисијата на ваквите изданија и самите предрасуди што ги имаме како општество кон овие лица
создава една атмосфера на одбивање. Значи, има дури на почетокот и многу непријатни ситуации продавачите на лице в лице. Меѓутоа, како што списанието, идејата за списанието стигна до поширока група на луѓе, така се зголемуваше нели бројот на поддржувачи и веќе си имаат своји редовни купувачи кои што ги бодрат и кои што се сериозен дел од нивното растење во оваа приказна. Тоа значи дека како општество напреднавме, станавме свесни за сиромаштијата, социјалната исклученост, за бездомништвото? Не би можела да го кажам тоа, меѓутоа можам да кажам дека постои група граѓани кои што редовно ги поддржуваат и кои што се обидуваат на секаков начин да им излезат во пресрет на овие луѓе. Исто така постојат и компании кои што се вклучуваат во поддршката на овие лица и обезбедени се 3 вработувања преку компанија за тројца продавачи на лице в лице кои што започнале со одредена промена преку продажбата на списанието, стегнале одредени навики и сега се вработени во компанија. И тоа може да биде во суштина и иницијатива која што може да поттикне и останати компании да се вклучат во оваа приказна и на ваков начин да ги поддржат продавачите. Оно што треба да го споменеме дека лице в лице чини 100 денари, всушност дел од оваа сума ја добива оној кој што го продава списанието. На самата корица на списанието пишува дека половина од продажната цена оди директно за продавачот, нашата пракса е 20% од останатата сума да оди за координаторите од организациите со кои што се работуваме, заради тоа што лице в лице не ги ангажира директно продавачите на списанието, туку тоа го правиме преку организации чии корисници се вклучуваат во продажбата преку нивниот менеджмент кој што одлучува кои луѓе и ги следи, им помага и на тој начин имаме поуспешни приказни. Расте ли бројот на продавачи на лице в лице? Бројката од самиот старт, да речеме, се поместила за околу 20 до 30%. Варира. Сакам да кажам дека има луѓе кои им е најтешко, се вклучуваат во продажбата, па после успеваат да најдат вработување или пак се откажуваат заради тоа што немаат соодветна поддршка од средината. Затоа велам дека многу фактори се битни за да можат овие луѓе да испливаат од ситуацијата во која што се нашле. И за жал ние сме општество во кое што таа култура на сиромаштија трае низ генерации и се провлекува и веќе имаме генерации на кои што многу тешко може да им се влијае. Тоа се зависници од социјална помош кои што на кои се препуштени практично на судбината, знаете како многу ретко се размислува ајде како заради да си помогнеме. Заради тоа велам дека многу е важно да се вклучат што поеќе луѓе, експерти се потребни во смисла социјален работник, психолог со кој што во моментов ние не располагаме како организација, меѓутоа се важен сегмент за да може да им се пружа континуирана поддршка. Психолози и социјални работници можда имаат продавачите во рамките на организациите од каде што доаѓаат, меѓутоа пракса на едни од најуспешните списанија во светот, јас секогаш го земам како пример уличното списание БИС од Минхен, тие имаат значи континуирана неделна средба со социолог и психолог и тоа се одразува на успесите кои што ги постигнуваат овие луѓе. Секако не можеме да се споредуваме со поразвиените земји заради тоа што таму продавачи на уличен печат се луѓе кои што заминале од овие краишта и отишле во западноевропските земји, а ние работиме со најниската категорија, луѓето кои што се буквално на дното и не можеш да постигнеш напредок како што постигнуваат тие, меѓутоа многу е важно да се спомене дека токму БИС стигнал до стадиумот да вработува продавачи на уличен печат и тоа е единственото улично списание кое што ги вработува продавачите, а сите останати, а се околу, мислам дека бројката е во моментов 114, работно ги ангажира. Кога сме кај продавачите на уличен печат и нивните успешни приказни, најновиот број на лице в лице го посветивте на тема образование. Еден од написите внатре се однесува на Ерџан Садик. Тој е всушност најдобар продавач на лице в лице за 2015 година со многу интересен надпис. Овој млад човек е
според оно што можев барем да го прочитам изминативе неколку минути, доста амбициозен. Во сето оно што го Ерџан прави. е во лице в лице веќе 3 години. Така. Имаше падови, имаше станувања со помош на поддржувачи, со помош на членови на нашиот тим. За среќа сега си доби еден убав тек неговата приказна, стана татко на детенце. Посетува вечерно училиште, учи, Посетува работи. вечерно училиште, Браво. тоа ни беше многу важно, заради тоа што беше еден од малкуте, буквално неписмени, значи воопшто не ги знаеше ниту буквите, ниту бројките. Останатите продавачи се писмени, меѓутоа образованието им завршило некаде во прво, второ, трето одделение и сега се обидуваме сите да ги вратиме во образовниот систем. Некаде оди полесно, некаде потешко, меѓутоа има поместувања. За Ерџан би додала дека ординацијата Дентаис се приклучи во поддршката на овој продавач и поради тоа што беше најдобар продавач за 2015 година, ќе го награди со поправка на забите и на тој начин тие ја промовираат својата општествена одговорна активност. Да. Значи секој може, и секој може на свој начин да придонесе во развојот на продавачите на лице в лице. Некаде пред крајот на разговорот најновиот број на лице в лице посветен, напоменав на тема образование. Секој број ви е различна интересна тема, ќе може да се купи, верувам, низ сите градови, вклучувајќи го и секако главниот преку во 6 градови, значи не има, во Скопје, во Охрид, во Струга, во Велес, во Куманово и во Неготин. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ние секако ќе ве следиме во работата и со сето оно што ќе биде ново, повторно ќе ви имаме во студиото. Ви благодарам за поканата. Останете на првиот канал на МТВ, за неколку минути следува и најновиот информативен блок.